Астрологијата ја осудува и Свети Јован Златоуст. Тој вели: кажано е дека кога се роди Господ Исус Христос, се јавила звезда. Тоа за астролозите значи дека астрологијата е наука. Но зошто тогаш Господ ја осудува астрологијата? Го отфрла верувањето во судбина, ги прогонува сите заблуди и го урна магесништвото од секаков вид. Свети Григорий Богослов пишува дека астрологијата ја навредува божествената промисла. Многумина кои се родени под различни звезди имаат иста судбина и на море и во војна. Оние што ги поврзале звездите, не ги поврзал меѓу себе еднаков крај, а други, иако звездите ги разделиле, биле соединети со ист крај. Современиот живот сведочи за погубноста и крајната неразумност на оние можеби несреќни луѓе кои се обраќаат кон окултното знаење. Христијанството учи дека животот е Божји дар и дека треба да се живее според Божјата волја. Христијанинот се стреми својот живот да го изгради според Божјата волја. Да го поставиме и прашањето: во што е смислата и целта на христијанскиот живот? Во тоа ли да се обидуваме со секакви средства да ја дознаеме својата иднина? Преподобниот Ефрем Сириски вели: кога пристапуваш кон добродетелта, помни ја оскудноста на својот ум и не се отклонувај од Божјата благодат. Обидот да се дознаат детали за својата иднина противречи на самата слобода на човекот. Бог го створил човекот слободен и му дал заповеди. Господ сака човекот да го наследи вечниот живот. Тоа и е Божјата волја за човекот и Господ му го дал на човекот сето знаење што му е неопходно за неговото спасение. Несомнените факти за прозорливост, односно пророкување на некои свети, сепак се случуваат според Божјата волја и заради огнена силна молитва на искрено обраќање кон Бога и заради високиот духовен живот на подвижниците, а не со гатање по небесните тела. Астрологијата ја ограничува и Божјата слобода да го спасува човекот, укажувајќи му го спасителниот пат. Живееме во сложено време. Многумина од нас немале можност да добијат никакво духовно воспитание и образование и затоа не предпоставуваат колку опасности може духовниот свет да му предизвика на човекот. Повеќето луѓе денес немаат духовен имунитет, па затоа и толку често стануваат лесен плен на лукавиот. Трезнете се, бидете бодри, бидејќи вашиот противник, ѓаволот, оди како лав што рика, барајќи некого да проголта. Не предупредува светиот апостол Петар. Апостолот вака зборува за опасноста не за да не преплаши, туку за ние секогаш, секоја минута да бидеме подготвени да го одбиеме непријателскиот напад. Господ на секој човек му го посакува само спасението. Тој го испрати во светов Спасителот, за да им ја открие на луѓето вистината за идниот живот, за покајанието, за вечните вредности. Главно е да се наследи небесното царство. Светите отци ни оставиле многу укажувања како тоа да се достигне. Меѓу сите нивни поуки нема препораки за ползување на астрологијата. Затоа, за вистински христијански живот, астролошките претскажувања се непотребни и според сведоштвото на црквата тие се греф. Врз основа на Светото писмо, од искуството на светите луѓе, се потврдува дека астрологијата не само што не помага, туку директно го попречува достигнувањето на главната цел, наследувањето на Царството Небесно. А да се биде со Христа или да се биде со звездите, избира секој посебно.